ima jedna klasifikacija na faktorite, na rizik koji što doprinesuvati, koji što donesuva do manifestacija na kardiovaskularните заболувanja. Тие се делат во две групи. Првата група е фактори на кои што не можеме да делуваме, а тоа е пол, нели? Мажите страдат почесто од жените, возраст, малце повозрастни луѓе страдат од кардиоваскуларни заболувања и наследство. Не можеш да го смениш наследството. Од тој татко, од таа мајка, тоа и тоа се наследува. На овие фактори не може да се делува, меѓутоа на пушење може да се делува. Може да се делува во лошите навики. Значи, прво пушењето, физичката неактивност. Нема ни еден од нас денеска кој што оди на работа пеш или со точак. Сите одат со коли на работа. Значи, физичка активност е сведена на минимум. Зголемена телесна тежина. Изузетно голем проблем. После тоа болести на кои што може многу успешно да се делува, као што е артериската хипертензија. Имаме една палета на многу моćни лекарства кои што многу добро и многу позитивно ги решават тие проблеми кои што на индиректен начин ги намалуваат можностите да се оштети срцето. И друго, шеќерот, диабетот. Исто така имаме палета на медикаменти кои што многу успешно го регулират шеќерот, меѓутоа недисциплината на прво место доведува до манифестација на разни промени во крвните садови кои што на крај резултираат со оние две патологии кои што ги реков на почеток. Порано се препорачуваат тие систематски прегледи, сега скоро и ги нема. Ја не памтам кога ми дошол човек здрав да го прегледам. Значи, ако одите кај прав лекар кој што ги знае работите, тој ќе направи една контрола и ако е потребно, после таа контрола, тој ќе направи ЕКГ, ќе направи ехо на срце, ќе направи стрес тест, ќе направи холтер и така натаму. Меѓутоа, некако ги запоставуваме тие превентивни прегледи и поради тоа сме тука кај што сме. Од друга страна не сакаме ни да слушаме, не сакаме да ја намалиме телесната тежина, не сакаме да се бавиме со физичка активност, не сакаме редовно